Што е подобро? Отворена обука или затворена, односно обука во компанијата за вработените во одреден сектор? Сум ги имал и едната и другата ситуација и имало бенефити во едната и во другата ситуација. Имав пред неколку години на ситуација каде што 18 тим лидери беа пратени на истата обука и она кое што беше како заклучок на крај извадено покрај тоа што нели со динамика од еднаш неделно 10 сесии се правеа и така натаму, така да бевме 2,5 месеца во мут на учење. Сите во исто време ги спроведуваа промените во нивните тимови, така да заклучокот после 6 месеца од таа обука беше од генералниот менеджер дека не се обучени само 18 луѓе, него напротив се обучени 75 луѓе, затоа што сите тие во исто време го ескалираа знаењето во своите тимови и спроведувањето на работите. Меѓутоа, имаме ситуација каде што доаѓаат луѓето на отворена обука, по еден, по двајца, по четворица од компанија и се во мешана група, тогаш имаме друг систем на учење, тогаш пак ќе кажам учењето на размена. Не дека овде го нема, затоа што различните луѓе имаат различна перцепција за една и иста работа, така да и во едната и во другата има различни перцепции и различни учења, меѓутоа овде веќе можеби повеќе искуство, различни компании, различни оддели, различни индустрии и така натаму. Така да не би направил поделба, ако компанијата има можност сите да ги прати во даден момент, убаво е да ги прати сите, да се направи група за нив, а ако треба да ги посецкаме луѓето двајца сега, двајца од наредна сесија и така натаму, тогаш може и таква варијанта, и едното и другото има бенефит од обуката.